Во теке сесијата со излагања на сите европски челници кои што се денеска дел од изборниот конгрес на Европската народна партија. Своје враќање како представник од Македонија го имаше председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски со силна порака овде пред присутните европски челници, би рекла, им порача дека Македонија во моментов се наоѓа не во физичка агресија, туку во политичко, осврнувајќи се на актуелната политичка состојба која што владее во Македонија во однос на бугарското вето и закочените македонски интеграции. Повеќе околу она што се случуваше, ќе побрам одговор лично од него. Господине Мицковски, добар ден во гостите на Алфа. Се обративте овде пред повеќе од 1000 делегати, би рекла, на изборниот конгрес во присуство на повеќе од 8 премиери на земји членки на Европската унија со силна порака дека една земја членка на унијата ја негира Македонија, македонскиот јазик и историја. Очекувате ли да се слушне вашиот глас овде и она силна порака која што испративте? Па да, тоа е мојата порака која што ја кажувам често пати и во Македонија, каде што имам настани говори, дека како што се обединивме сите околу случајот со Украина и агресијата таму, така треба да се обединиме сите околу случајот за Македонија и политичката агресија која што се врши околу нашата Македонија, македонскиот народ и граѓаните на Македонија. Од една наша соседна држава, на граѓаните им е јасно за која држава станува збор. Мислам дека таа порака допре до сите присутни во салата и според она кое што можев да го слушнам после моето обраќање и од коментарите кои што потоа ми ги пренесува дел од делегатите и луѓето присутни во салата, и ценам дека треба што почесто на овој начин да разговараме низ Европа и низ светот и да ги промовираме нашите македонски вредности и да ги промовираме нашите интереси, бидејќи тоа е она околу кое што ние треба да се обединиме и таа е пораката која што ние како политичари треба да ја испраќаме овдека во Европа, дека заслужуваме да ги почнеме конечно преговорите со Европската унија и ценам дека тоа може најрано да се случи за време на Европскиот совет кој што ќе се случува нели помеѓу 22 и 24 јуни. ВМРО ДПМН, кога станува збор за националните интереси, секогаш како партија и јас како човек сме биле во одбрана на истите и така и ќе продолжиме. Наш главен национален приоритет во моментот е да ги почнеме тие преговори, без се разбира дополнителна национална капитулација како што тоа беше во минатото кога владата ја предводеше Зоран Заев и најавата која што следи од оваа влада која што ја предводи Ковачевски. И убеден сум дека без било какви понижувачки отстапки европските вредности ќе преовладаат и Македонија ќе ги почне преговорите во јуни. Во пресрет на самитот во јуни испративте апел до европските представници овде да помогнат во она што значи кривање на бугарското вето за интеграција на Македонија. Да, јас и тука кажав и ќе повторам дека за жал се уште сме можеби најкорумпираната држава на Балканот, за жал се уште владењето на правото е на најниски гранки, семако се користи за политички притисок и политичка пресметка со неистомисленици нормално. И сето тоа е наш акутен проблем. Но во случајот, повторно ќе кажам, тој чекор напред, од почнување на преговорите ќе влее да види само доверба кај граѓаните дека не се оставени, дека не се заборавени од таа истата Европа, иако во минатото македонските граѓани многу направија за таа иста Европа. Кога зборувам за минатото, не зборувам во поблиското минато, кога беше бегалската криза, се извинувам, туку и за време на Втората светска војна пред и потоа. Така што еден ваков крупен чекор ќе значи многу. Повторно ќе кажам, ние имаме акутни домашни проблеми. Имаме владење на криминал, корумпирана влада, неспособна влада, немање на реформи, така натаму, но тоа не е сега предмет на разговор овдека и тоа не е критериум врз основа на кој ќе се одлучува тоа дали ние ќе ги почнеме преговорите или нема. Затоа таа порака ја барам и затоа тој гест е многу значаен и за македонските граѓани, и за македонците, и за Македонија, за враќање на самодовербата и едноставно да се врати на чувство дека македонците не се оставени и дека вредело за тоа што сме ги штителе тие и сме ги промовирале европски вредности. Така, во текот на овој втор ден од изборниот конгрес на Европската народна партија остваривте неколку средби со тукашните европски представници. Со кои се сретнавте и што порачавте на тие средби?
Па истото тоа што го зборувам и сега, разговаравме со Девид Мекалистер, кој што е подпредседател на Европската Народна партија, истовремено е дел од претседателството на ЦДУ, Германската сестринска партија, од која што порано доаѓаше канцеларката Меркел. Истовремено тој е претседател на АФЕТ, Комитетот за меѓународна политика при Европскиот парламент, и разговарав со Роберта Мецола, која што е претседател на Европскиот парламент, која што исто така доаѓа од нашата сестринска партија од Малта. Разговаравме за актуелните прашања, разговаравме повторно, ќе кажам, за нашите домашни проблеми и се тоа со кое што нашите граѓани се соочуваат на дневна основа, но истовремено побарав и од нив недвосмислена поддршка и појак притисок врз Бугарија за да се искористи јунската можност да ги почнеме преговорите. Ќе повторам, 2000-та започна официјално овој пат со подпишување на тој договор за стабилизација и асоциација. 22 години помина, цело време ни се повторува една те иста синтакса, тоа е дека само што не почнале преговорите, дека ние ги заслужуваме и така натаму од многумина европски челници во минатото овие 22 години. Замислете сега, тоа дете што се родило пред 22 години, веќе во неколку изборни циклуси имало можност да гласи и повторно цело време дека тоа растело, ги слушало тие ветувања за европска перспектива, за европски вредности, а за жал се уште се наоѓаме, не сме ни на масата да преговараме, туку што сме пред канцеларијата каде што се наоѓа таа маса, поради некои, би рекол, глупави причини, хегемониски барања и поради политичка агресија која што нашиот источен сосед ја прави врз нашата Македонија. Господин Мицовски, благодарам за гостување во Вистина Алфа. Ви благодарам на можност. Искрено слушнавме клучната порака која што ВМРО-ДПМН ја испрати одовде од Ротердам, а тоа е европските челници конечно да помогнат на патот на македонските интеграции и да практично би рекла да се вразуми Бугарија во нејзините ултиматуми кои што ќе значат негација на македонскиот јазик и историја. За утрешниот ден веќе е закажано и гласањето и изборот на новиот претседател на ИПП, со повеќе детали ќе имаме и во текот на утрешниот ден и повеќе вклучувања.